на само 20 на километри од центарот на главниот град, потонат во смирувачката тишина на планината Китка и Маркова река, ватарот на селото Маркова Сушица, со векови обстојува Марков манастир, духовен, туристички и културен центар во Скопската околија. Исправени сме пред еден од најзначајните бисери на средновековната сакрална творба, Марковиот манастир, посветен на светиот великомаченик Димитри, како изворедно уметничко остварување од византискиот период. Османлиските освојувања, кои што длабоко продреле во овие простори во кои што гравитира и манастирот, значат за христијанската вера загрозување на домородното население кое што исповедува и народот наоѓа утеха и подкрепа во тие тешки денови во Марковиот манастир. Главниот архитектонски корпус со кој што црквата како комплекс што денес ја гледаме е сочинете во главном од два дела. Првиот дел е првобитната црква како компактна целина од 14 век, а вториот дел е отворен трем од 19 век, кој што е баш во тој османлиски период изграден од Хамзли Паша. Не случајно, како заштитник и како патрон на храмот е избран светиот великомаченик Димитри Солунски, кој што воедно и Христов воин, неговиот татко е бил војвода, а после неговата смрт и свети Димитри е поставен од царот Максимијан за војвода на градот Солун. Па затоа таа констелација и овдешниот храм е посветен на светиот великомаченик Димитри заради петвековната заштита од османлиското продирање на овие простори. Во овој манастирски комплекс се влегува преку старата дрвена двокрилна порта, која како дел од кулата изградена е за заштита од османлиите. Во внатрешноста се отвора простран, со љубов и внимание уреден двор. Од десната страна се извишува бела камбанарија. Околу црквата Свети Димитри има повеќе згради наредени во венец, чии убави конаци и широки чардаци ја разубавуваат целата средина во која е сместен и бунар. Како составен дел од комплексот се и двете трпезарии, фреско живописани во 14 век, на чии ѕидови се уште можат да се забележат остатоци од старите фрески. Манастирската воденица, која е изградена во 19 век, направена е од камен, кал и дрво. Таа се вбројува во една од добро сочуваните воденици, која ги задоволувала потребите не само на манастирот, туку и на соседните села. А денеска е музеј кој го отсликува животот во тоа време. Носи садови за приготвување храна, предмети од домакинството, сето тоа кажува за начинот на живот во ова тивко и молитвено место. Господи Исусе Христе, помилуј. Господи Исусе Христе, помилуј. Господи Исусе Христе, помилуј. Господи Исусе Христе, помилуј. Господи Исусе Христе, помилуј.
Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Во склопот на Марков манастир има и музеј галерија, во која се изложени црковни предмети кои имале богослужна улога во текот на 7-вековното постоење на манастирот. Параклисот, исто така дел од манастирскиот комплекс, е посветен на свети апостол Марко, во кој се чуваат светињите на овој манастир, меѓу кои дел од марамата и појасот на Пресвета Богородица, парче кожа од Света Ана, коска од апостол Марко, парче од честниот крст на кој бил распнат Господ Исус Христос, парче коска од реброто на Свети Димитри. Во зимскиот период Параклисот служи како молитвено катче за извршување на богослужбите. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешниот. Господи Исусе Христе, Сине Божи, заради молитвите на Твојата пречиста Мајка и сите свети, помилуј не, амин. Слава Ти, Боже, на слава Ти. Цару небесен, утешител дух на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, ризницо на блага и на живот подател, дојди всели се во нас и очисти не од секаква скверност и спаси ги благи душите наши. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј не. Свети Боже, свети крепки, свети безсмртни, помилуј не. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Добро сочуваниот надпис над јужниот влез во наосот на црквата е еден од најзначајните документи за градбата на црквата и незините главни ктитори, кралот Волкашин и кралицата Елена, со љубените ќерки и синови, кралот Марко, Андреаш, Иваниш и Димитар. Обновувањето на црквата го почнал кралот Волкашин во 1345 година во времето на цар Стефан Душан. Топонимите Маркова река, Маркова сушица, Марково кале говорат речито за неизбришливата трага на последниот македонски крал, кралот Марко, кој што се води како еден од ктиторите покрај кралот Волкашин и правоверниот крал Стефан на овој манастир. И на него му е оставена како завештение до градбата на Марковиот манастир заради прераната смрт на неговиот татко Волкашин на реката Марица. Кралот Марко ја зима на себе таа задача да го доизгради, а што е манастирот, а што е многу важно и да ја фреско живописа внатрешната целовитост на храмот. Он и успева во тоа, иако како турски вазал оди да се бори на
во Романија, каде што во Ровине и загинува со мисла да загинам прв меѓу христијаните. Црквата Свети Димитрий има форма на крст, а во средината, поставена на 4 столба, високо се издига купола. Фасадата е направена од сиво-зелени камени блокови, црвена тула и малтер. Иконостасот во црквата е изграден од камени столбови. Фрескоживописот во внатрешноста на црквата Свети Димитрий е работен според точно утврден редослед, карактеристичен за византиското црковно сликарство од крајот на 14 век. А во неговата изработка учествувале зографи од Охрид и Скопје. Видлив е обидот за зајакнување на драматизацијата и наративното сликање на сцените. Представени се илустрации од Богородичниот акатист, чудата Христови, Христовите страдања, божествената литургија која е насликана во олтарот и ангелите и демони насликани на столбовите. Како дел од богатиот фрескоживопис, сместен во 3 хоризонтални зони, се и големите господови празници и повеќе поединечни светители, ангели, пророци, испосници и воини. Во куполата е представен Христос, Седржител, со небесната војска. Сликарската вештина е особено изразена во ликот на Свети Димитрий, Божиот заштитник и чуварот непријателот, насликан над влезот во црквата, на конј облечен во величествена одора. Тоа што може да се издвои како нешто посебно, со кое е препознатлив Марковиот манастир, како уникатни остварувања, илустративни остварувања, се илустрацијата на менологот. Илустрацијата на менологот, како во цветни чашки, се представени до појасно Христовите маченици за Христа, тоа е црковниот православен календар, 365 дена, во кој православната црква ги празнува оние кои пострадале за Христа, оние кои што се канонизирани, чија светост е потврдена од црквата. И е уникатно остварување, многу значајно значи за нас. Плачот на Рахила, композиција по која е препознатлив Марковиот манастир, е најсилна композиција од делот на циклусот Колежот на Витлеемските деца, представена преку фигура на мајка со расширени раци, која високо ги кренала рацете над закланите новороденчиња. Всушност, Рахила го символизира плачот на витлеемските мајки за убиените деца до 2 годишна возраст и сиот тој настан представува трагичен символ на тогашните случувања од страна на царот Ирод, кој плашејќи се да го изгуби својот престол, ја дава наредбата да се убијат сите машки деца до 2 годишна возраст. Представата на Христос Логос, кој исто така е многу значајна, е сместена во слепата калота на нартексот. Христос е седнат на виношито и е обкружен со мандорла, придружена од ангели. Помеѓу ангелите е представен цар Соломон, кој во рацете држи свиток со испишан текст,
текст за премудроста која си созида храм, сублимира прилично сложено и длабоко теолошко значење, единствена е во византиското сликарство, а е инспирирана од литургиската песна на Козма Ерусалимски, која се пее на Велики четврток и го представува неовоплотениот Христос Спасител, која благословува небесната трпеза на мудроста, вечната наслада со умот Господов во неговиот дом. Портретите на кралот Волкашин и на кралот Марко, облечени во кралска одора, кои држат отворени свитоци со текст, потврда за нивното ктиторство, насликани се на јужната фасада и представуваат најубав приказ на овие владетели. Господи Исусе Христе, помилуј ме. 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 Свети Архангел Михаил, молив Бога за нас. Господи Исусе Христе, помилуј ме. Господи Исусе Христе, помилуј ме. Марков манастир бил еден од најзначајните културно-просветни и книжевни центри во минатото, каде се ширело просветителството. Низ својата богата историја, манастирот ја збогатувал својата ризница на книжевни и уметнички дела. Од книжевна гледна точка во 14 и 15 век се води како доста продуктивен тој период, а за време на османлиското владење манастирот има статус на значаен скрипториум. Неголемиот дел од книжевниот фонд сепак, за жал, ќе биде однесен и пренесен по другите библиотеки и музеи во светот. А во 19 век нашиот преподобник Јордан Хаджи Константинот Джинот ќе спомене дека манастирската библиотека располага со 12 товари книжевен фонд кој бил претежно ракописен, но и добро сочуван. Благодарение на монасите кои што живееле во манастирот, кои што се подвизувале, библиотеката сепак сочувува одреден фонд на книжевни дела, кои во однос на тоа што се имал манастирот се многу малку, но му благодариме на Бога и за тоа. Иначе Марковата библиотека се вбројувала во една од најбогатите. Во монографијата која што скоро ја издадовме, се напишани сите дела кои што се водат како дела на Марковиот манастир, но и оние кои што се собрани и биле начување во Марковиот манастир. Исто значајно што убаво е во овој дел да се спомне е природбеничката препишувачка дејност на игуменот Кирил Печиновиќ, која што ја пишува во Марковиот манастир. Тоа е книгата Огледало. Огледало, кога се збори за таа книга, станува збор всушност за прирашна свештена книга. Првиот дел од книгата го сочинуваат молитви и текстови, а вториот дел го сочинуваат беседи со тетовски, како елементи на скопскиот и други македонски говори. И ова книга ја имал скоро секој свештеник и заради недостиг на печатени примероци почнала веднаш и да се препишува.
Господи Исусе Христе, помилуй ме. Господи Исусе Христе, помилуй ме. Господи Исусе Христе, помилуй ме. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй ме. Господи Исусе Христе, помилуй ме. Господи Исусе Христе, помилуй ме. Во текот на своето постоење, во манастирот се водел активен монашки живот со мали прекини во одредени временски периоди. За скриената положба на манастирот го овозможувала да има речиси постојан монашки живот. За животот на манастирот во минатото се дозна од пишаните книги, записите во нив, записите во црквата, конаците и во многу други извори. Подвижници кои што се подвизувале, а е убаво да се споменат во Марковиот манастир, се архимандритот Јоаники Ракотински, новоканонизираниот светител, игуменот Макари, чиј гроб се наоѓа лево во манастирот одмас проти камбанаријата, преподобниот Гаврил Светогорец, епископот Велички, чие нетлено тело се наоѓа во Лесновскиот манастир, зашто нешто му благодариме на Бога и кои што како наши претходници кои што се подвизувале во ова свето место, и ние денес, денешното монаштво, ја наоѓаме нивната молитвена закрила и по нивниот пример на подвижништво се трудиме и ние да придонесеме нешто како за себе во нашиот личен подвиг, за наше похристовување, за изобразување на Христовиот лик, така и за сведоштво на нашата православна вера пред христолюбивиот народ на овие простори. Пресвета Троице, помилуј не, Господи, очисти кревовите наши, Владико, прости ни ги беззаконијата наши, свети, посети ни и исцели ги слабостите наши заради името Твое. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега се и којаш и во сите векови. Амин. Отче наш, кој си на небеста, да се свети името Твое, да дојде царство Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници, и не го ведувај во искушение, туку избави ни од лукавиот. Монахот го води разговорот со Бога и е во постојан допир со Него, со Христа, Спасителот, преку молитвата, која што во денешно време е многу потребна. Молитвата, која што единствено, мимо тоа што се што имаме во светот, единствено и вистински ја храни душата и ја дава потребната утеха, мир, спокој и сите оние благодети кои што ги нема во светот. Монахот е повикан на тоа, значи, да живее не за себе, туку за другиот, да го сведочи и да им ги предочи на луѓето тие богатства кои што никој друг не може да им ги даде, освен црквата и Светиот Дух, Господ во црквата. Господи Исусе Христе, помилуј ме. 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 По милост Божја, со благослов на Неговото блажество, Господи Стефан, во Скопската епархија е возобновен монашкиот живот. Сега живее сестринство овде во манастирот и секојдневно се труди да живее еден богоугоден, чист и свет живот пред лицето Божјо, се разбира и пред луѓето, со тоа што
се трудиме непрестајно со устните и срцето да кажуваме Исусовата молитва, а со рацете да ги исполнуваме своите послушанија. На наша грижа е целокупниот манастирски комплекс и колку можеме со своји сили, а кога станува збор за поголеми празници, викаме и помош ни помагаат и доста од селото, од верниците за манастирскиот комплекс. Но мимо тоа изработуваме и некои така покреативни ракоделија, да ги наречам, како изработка на сапуни, креми, од пчелин восок, бидејќи имаме неколку повеќе кошеви мед, произведуваме и мед. И од восокот, навистина, со невен, па и со разни други билки, правиме креми кои што се мелем за кожата. Исто така, фреско живописот е возобновен. Се изработуваат и фрески во Марковиот манастир, икони. Некои од сестрите плетат бројаници, кои што не се потребни за молитва, крстови плетени. Зашто е вечна милоста негова? Алилуја. Славете го небесниот Бог. Алилуја. Зашто е вечна милоста негова? Алилуја. Господ ќе му даде сила на народот свој, Господ ќе го благослови народот свој. Возадете му на Господа синови Божи, возадете му на Господа слава и чест. Од второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита: Браќа, бидејќи сме соработници Христови, ние ве молиме да не ја примате напразно благодатта Божја, зашто е речено: во благопријатно време те чув и во денот на спасението ти помогнав. Еве сега е времето благопријатно, ете сега е денот на спасението. Слава тебе показавше. Марков манастир е место во кое Бог ни говори преку неискажливото искуство на средбата со присутниот Бог. Место кое не буди од заспаниот сон, отрезнувајќи ја нашата совест и правејќи ја богоумна. Секој е добре дојден во ова духовно светилиште. Секој може да се помоли, да се исповеда, да се крсти, да се венча, да дознае нешто повеќе за богатата историја на манастирот, да се запознае со послушанијата на сестрите. Единородни Исусе Христе и свјати душе. Особновен е литургискиот живот, редовно се служи божествена литургија. Доаѓа доста народ, верен народ, кој навистина го љуби Христа и е посветен со тоа што се исповеда, се причестува, пости за сите поголеми пости. И тоа е радост. Тоа е како плод еден на црквата, тоа е всушност живата црква, мимо храмот како храм, нели, кој што е прекрасен и потребен и е наше културно, духовно, историско, национално благо, но ова е жива црква која ние однатре ја градиме. Однатре ја градиме и во себе, и во верниците кои што ја пројавуваат таа потреба, желба, кои што сака заедно со нас на нивото Господова да содействуваат. По молитвите на Свети Димитрий и преку неговата Божја закрила, денес ова духовно жариште, овој свет манастир, обстојувал низ вековите за и денес да биде духовно пристаниште од надојдените бури во светот, како и величествен сведок на Божјата милост, која Бог ја излева преку овој свет храм.